Добар ден, почитувани. Ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за жолтицата кај новороденчињата. Состојба што се забележува кај 50% од бебињата. Како се препознава неонатална жолтица? Колку време по раѓањето се јавуваат првите симптоми? Неопходно ли е лекување, односно третман? Може ли жолтицата кај новороденчето да остави трајни последици? Се за оваа состојба денеска од разговорот со доцент доктор Николина Здравеска, педијатар неонатолог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Разговорот ќе го последите по рекламниот блок, а ќе имате можност и вие, почитувани, да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. За жолтицата кај новороденчето денеска зборуваме со доцент доктор Николина Здравеска, педијатар неонатолог во Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добре ве најдов. Задоволство ми е да сум ваша гостинка во 0+ магазинот на Телма. Докторке, како се препознава жолтица кај бебето? Кај новороденчето, дали секогаш е кожата пребоена жолто? Така. Жолтицата прво по дефиниција, јас ќе почнам од дефиницијата, она класично школски, представува жолто пребојување на кожата и на видливите слузници. При тоа мислиме нели на она што слузница може да го видиме, тоа е пред се внатрешната страна на устата и белките на очите. Значи, нивно пребојување, жолто пребојување како резултат на таложење односно на акумулација на билирубин во тие ткива. Значи, основната клиничка манифестација со што ние ќе препознаеме жолтицата е жолтото пребојување на бебето. Тоа лесно клинички се манифестира. Еден голем процент од бебињата пожолтуваат. Жолтица која што е со умерен интензитет и која што нити ја испитуваме, нити ја третираме и таа е физиолошката жолтица. Меѓутоа, од друга страна, ние имаме еден голем процент на новородени кои што по исписот од породилиште повторно се хоспитализираат на неонаталното одделение, на одделот за неонатологија на Универзитетската клиника каде што јас работам. Една од најчестите наши исписни диагнози не е неонатална жолтица, значи едно новороденче кое што е пуштено од породилиште се враќа после неколку дена и повторно има индикација за тоа да престојува во болница, што секако не е пријатно нити за мајката, нити за целото семејство. Мислам, тоа е една дополнителна траума и стрес, и јако во најголем случај тоа се лечи успешно и не остава последици, имаме исклучоци, да, секако. Меѓутоа, сепак во тоа море на жолти бебиња, ние би требало да ги идентификуваме кои и како тие ќе ги следиме понатака. А инаку точно тоа клинички лесно се препознава, жолто се пребојува бебенцето. Вообичаено жолтицата станува видлива кога серумскиот билирубин е некаде околу 100 микромоли на литар. И нешто што е карактеристично, значи како оди тоа пожолтување на детенцето, е дека оди од главата према надолу, значи према телото и екстремитетите. Тоа е уште многу одавна познато во медицината. И тоа ние стручно го нарекуваме како кефалокаудална прогресија, значи прогресија на жолтицата од главата и лицето кон долниот дел на телото и кон екстремитетите кои што последно пожолтуваат. Обратно се случува кога имаме регресија, односно повлекување на жолтицата, така што прво почнуваат да обелуваат екстремитетите, понатаму стомакот, односно абдоменот, градниот кош и до последно останува жолто лицето и белките на очите. Така што многу често ние тоа жолтило умерено го гледаме и кај двомесечни бебиња. Постои нели клинички некако да го препознаеме, ние едно старо правило кое што сите ние неонатолози си го практикуваме во пракса и кое што ни олеснува практично работата, едно Крамерово правило во зависност од тоа која зона на телото е жолта и колку ориентационо би ни бил серумскиот билирубин. Така што тоа корелира во добар процент со серумскиот билирубин, значи таму телото ни е поделено на некои 5 зони, од кои што првата зона е само лицето и главата, понатака втората зона ни е градниот кош, па абдоменот, па екстремитетите, па пепни се шаките и стапалата. И тогаш кога имаме појава на жолтица до зоните 5, веројатно билирубинот ни е повисок, некаде над 250, и тоа новородено би требало да се пообработи. Инаку многу е важно да напоменам дека билирубинот не е ист кога, односно толкувањето на билирубинот е во склад со постнаталната возраст, така што не ни значи иста вредност на билирубинот во различни денови од животот.
Тоа ни е многу важно кога разграничуваме која жолтица ја третираме, какви испитувања правиме, затоа што не е исто 150 билирубин во првите 24 часа и не е исто 150 билирубин или 200 билирубин на возраст од 5 дена. Така што во вториот случај ние може и да не го хоспитализираме тоа дете, само да дадеме еден добар совет на родителите, да се тоа адекватно храни понатака, да го следиме додека доколку едно дете ни пројави еден рани иктерус во првите постнатални часа 24-48, тогаш некогаш и на пониски вредности на билирубинот, особено доколку имаме ризик фактори и во породилиштата би требало да се спроведе превентивна, односно профилактична фототерапија. Веќе споминавте ризик фактори, ајде да ги проанализираме кои се ризик факторите. Дали бебето кое што цица е подеднакво изложено на ризик да развие жолтица, како и бебето кое што се храни со адаптирано млеко? Ова вака би го одговорила поинаку за да разјаснам за гледачите како доењето е поврзано со жолтицата. И тука имаме два ентитети кои што се сосема различни. Првиот во англиската литература се означува како breastfeeding jaundice, односно жолтица од доење. И тоа се појавува во раната постнатална возраст, значи најчесто во првата недела од животот. Тоа означува, доколку го преведеме на македонски, на народен јазик, жолтица од неадекватно доење. Значи неадекватно доење. А не од доењето само по себе. Тоа е понатака. Другата, таа е пролонгираната жолтица, каде што детето нема да биде дехидрирано. Ова е во првата една недела, кога ние практично имаме неадекватна адаптација на детенцето. Кога мајката мисли дека го дои, а тоа доење не е доволно. Тоа се тие механизми. Тоа е еден неонатален феномен на ентерохепатична циркулација на билирубинот. Имаме неадекватен калориски и неадекватен волуменски внес на млеко. И тука најчесто тоа дете ни е поспано, тоа дете ни е со пад во телесна тежина кој што е поголем од тој физиолошки пад и може да ни манифестира клинички знаци за дехидрација. Таа ја викаме жолтица од неадекватно доење, додека на другата страна пак имаме една жолтица која што се појавува после втората недела и најчесто оди како продолжена жолтица. И таа е кај дете кое што изгледа сосема добро, кое што напредува, кое што е само на мајчино млеко и кое што нема никакви други знаци и симптоми на некаква болест. Тоа се должи на некои инхибитори кои што ги содржи во мајчиното млеко, не кај сите, и не сите тие интерферираат со метаболизмот на билирубинот, во одредени случаи прави инхибиција на ензимите кои што го метаболизираат билирубинот, кои што овозможуваат да тој се екскретира понатака и тоа придонесува за подолго време тоа да е дете жолто. Само да ни објасните што е тоа продолжена жолтица? Продолжена жолтица по дефиниција значи жолтица која што постои после 2 недели постнатални кај терминските новородени, односно после 3-та недела кај прематурните новороденчиња. И тогаш секогаш ни се тие ориентација, се што постои после 2 недели, тоа ни е индикација да ние тоа дете го прегледаме прво, да идентификуваме што е тоа што ја одржува таа жолтица продолжено. И доколку ги исклучиме сите тие други останати фактори кои што би можеле да донесат до продолжена жолтица, првенствено е да се одреди билирубинот и неговите фракции, да видиме дали предоминира оној неконјугираниот, односно индиректниот, или ни предоминира некоја друга фракција, односно е повеќе од 20 до 30% застапена, кога веќе алгоритмот на испитување ни е сосема на друга страна и тоа е патолошка жолтица во секој случај. Меѓутоа една ваква продолжена индиректна жолтица може да не значи ништо апсолутно. И во вториот термин таа се нарекува breast milk jaundice, значи од фактори од мајчиното млеко. Треба да се прекине доењето? Апсолутно не. Не. Само добар што перзистира жолтицата долго време? Перзистира жолтицата. Таа има некаква интеракција со ензимите кои што го конјугираат тој билирубин, тоа се созрeva понатака со тек на возраста и тоа ќе помине. Треба мајката само да се поддржи, да и се објасни дека тоа не е страшно, дека ова нити е заразно, нити е болест на јетрата, нити е нешто што ќе го оштети детенцето понатака, може да биде пролонгирано жолто, да има еден одреден процент каде што млекото е фактор од кога ние сите другите ќе ги исклучиме. Значи немаме нити пак не е нити етички, нити да се прави 2-3 дена пауза па да се види дали ќе има регресија па повторно. Порано се правило такво нешто, сега протоколите велат не. Значи само добар совет и поддршка мајката и понатаму да го дои детето. Значи тие се два. Мајчиното млеко е апсолутно избор за исхрана во оваа возраст, без оглед на тоа, значи
на постоење на продолжена жолтица за која што сметаме дека е поврзана со доењето, а во оној првиот каде што рековме жолтица од неадекватно доење, и тука нели ние како педиатри, како неонатолози сепак инсистираме да мајката и дадеме простор да добие доволно млеко, да го помогнеме овој адаптационен период на детето со тоа што ќе го следиме секој ден, ќе го мериме, ќе ја стимулираме доколку не може поприродно со доење, значи да дава нејзино измолзено млеко, па понатаму оди како трета линија доколку и со тоа не постигнеме успех да се даде некаков тип на формула. И покрај тоа што жолтицата во голем број случаи поврзана со доењето на ваков или онаков начин, има еден интересен факт, вели најдобар начин за превенција од неонатална жолтица е доењето. Да, така. Тоа е малку нелогично звучи. Да, тоа што објаснив нели како и што е во првиот период да се стимулира, да не ја обесхрабриме мајката да прекине и веднаш да му даде формула на детето, затоа што доколку вие на 3, 5, 7 ден дадете формула на детето по 50-60 мл, тоа е многу веројатно дека понатака нема да цица, да. А кај пролонгираните жолтици апсолутно да и се укаже на мајката дека тука немаме никаква патологија и да се стимулира да таа и понатака си го дои детето, како што се по препораките 6 месеци ексклузивно доење и ништо друго не му треба. Доење и после прва година, секогаш кога има услови за такво нешто и од страна на мајката и од страна на доенчето. А дали неонатална жолтица, односно жолтица кај новороденче се јавува почесто кај предвремено родени бебиња или пак е исто тоа и кај терминските? Кај предвремено родените се јавува почесто, да, затоа што вака во метаболизмот на билирубинот учествуваат многу голем број на фактори, значи оние ензими кои што прават негова метаболизирање од индиректен, односно од неконјугиран тип стварање на конјугиран, и сето тоа кај едно недоносено новороденче е незрел. Значи кај нив имаме зголемена продукција на билирубин од разградба на хемоглобинот, тоа е исто и кај терминските новородени, меѓутоа имаме намалена можност за негова елиминација. Од друга страна пак имаме разни други асоцирани состојби, коморбидитети, односно други состојби кои што можат да ја поддржат оваа жолтица и да предизвикаат повисоки вредности на билирубинот. И тие се поризични. И тука ние на пониски вредности на билирубинот ги третираме овие. И такви се и протоколите, такви се и тие криви кои што ги следиме. Затоа што новороденчињата прво имаат пониска вредност на албумини. Албумините представуваат носач на билирубинот. Понатаму сите овие ензими кои што учествуваат во хепарот се изразито незрели. Тие кај еднотерминско новороденче созреваат во првиот месец на годината. Значи од тие лингандини кои што го прифаќаат билирубинот на ниво на хепатоцитот, па до ензимот кој што ја прави таа конјугација на индиректниот во директен билирубин, кој што е хидросолубилен, односно значи потребно созревање. Потребно е созревање, тоа созрева и кај терминско новороденче, така што се смета дека активноста на овие ензими ја достигнува адултната активност некаде на возраст од 4 до 6 недели и кај терминско новороденче, а кај претерминско тоа оди уште по пролонгирано. Кај нив целото тоа созревање оди во склад со гестацијата, значи колку се тие порано родени, толку повеќе време им треба прво да го достигнат терминската, односно и затоа кај нив секогаш ние имаме и една која што е постнатална возраст кога се навистина родени, а другата кога рачунаме она коригирана возраст која е нивната возраст на вистина, кога тие требало да се родат и која им е коригираната возраст. Така што кај нив треба уште поголем период на созревање на сите тие ензими и на сето тоа што учествува во метаболизмот на билирубинот, а од друга страна па тие се поризични. Тука имаме многу почесто инфекции, тука имаме интракранијални крварења, имаме други типови на крварења од кои што тие страдат и сето тоа може да ни ја довлоши жолтицата. Понатаму имаме зголемена пропусливост на крвно-мозочната бариера и имаме зголемен ризик од невролошко оштетување. Покрај другите фактори на прематуритетот, значи и од жолтица дополнително. Така што кај нив ние сме многу внимателни и кога ги гледаме тие криви има и како разлики спрема гестацијската возраст, за која вредност на билирубинот ние ќе спроведеме една терапија, еден тераписки протокол кај дете кое што е 28 недела, кај дете кое што е 34 недела и кај дете кое што е 40 недела. Ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања. Телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Од овој момент емисијата е контактна. Зборуваме за неонатална жолтица, односно жолтица во новороденичкиот период. Што е со бебињата кои што имаат различна
крвна група со мајката. Дали тоа може да биде проблематично или пак ИРХ фактор? Ке се јави ли кај нив жолтица? Да, тие бебиња се со зголемен ризик за развој на жолтица. Кои крвни групи се всушност проблематични, условно речено? Она што сите го знаеме и што за среќа во денешно време е добро превенирано, така што ние не гледаме такви тешки жолтици, благодарение пред се на таа пренатална профилакса. Ние РХД, односно она хемолитична болест на новороденчето, која што настанува како резултат на неисовпаѓање или на инкомпатибилија на крвногрупните системи пред се на РХ факторот, и тука се мајките во опасност кои што се РХ негативни, а кои што носат РХ позитивен плод. Тоа вообичаено по она што е познато во литература, што на сите нели ни е познато, би требало да се случи во тек на првата бременост, и во првата бременост не се очекува изразита таква сензибилизација, затоа што треба еритроцити од бебето, значи од фетусот, да навлезат во циркулацијата на мајката, кое што се случува во тек на раѓањето или во тек на некаква инвазивна процедура. Тие, како мајката го нема тој Д антиген, нејзиниот имунолошки систем ствара антитела, кои што понатака таа ги памти. Во тек на наредната бременост, доколку имаме повторно РХ позитивен плод, имаме стимулација на имунолошкиот одговор, односно стимулирање на тие анти-Д антитела од циркулацијата на мајката, кои што се од ИГГ класата и кои што ја поминуваат плацентарната бариера, навлегуваат во циркулацијата на фетусот и кај него предизвикуваат распаѓање на еритроцитите. Тоа распаѓање на еритроцитите во зависност од тоа колкав ни е степенот на сензибилизација, односно на осетливост на мајката и на нејзина на создавање на тие антитела, може да ни предизвикаат различни клинички слики на новороденчето, нели порано било нешто што е најстрашно, она отекување на фетусот уште во утробата на мајката, означено како хидропс феталис, и кое што во еден висок процент завршува со интраутерина смрт, до одредени клинички слики кои што ние може да ги менаџираме во неонаталната возраст, а тоа е тешката хемолитична анемија, значи едно бебе кое што се раѓа со анемија, и едно бебе кое што има склоност да развие тешка жолтица. Вообичаено секогаш кога имаме податок за крвногрупно несовпаѓање, особено од РХ факторот, затоа што тука имаме зголемен ризик со секоја наредна бременост и имаме појава на тешка жолтица, значи која што може да се манифестира со некои од овие клинички презентации. Во тој случај кај секој новороденче, каде што знаеме дека мајката нема спроведена профилакса во тек на бременоста, може во одредени случаи да не знае ни крвна слика, ни крвна група, нити пак има одредувано антитела и нема спроведено претходна профилакса, би требало кај новороденчето веднаш, уште само што ќе се роди, да се одреди неговата крвна група, неговиот РХ фактор и оние директни аглутинацијски тестови, кои што се кумсови тестови, кои што ни укажуваат дали кај детето има постоење на антитела од страна на мајката на неговите еритроцити. Такво дете е со ризик. Тоа дете има индикација тука и иако таа жолтица може и да не е многу препознатлива во првите 24-48 сати, значи доколку е 170-180, тоа е умерена жолтица. Меѓутоа, сепак тука имаме еден изразит ризик и тоа дете не смее да се пушти од породилиште без да се адекватно обработи, а во одредени случаи, нели, според вредностите на билирубинот и да се спроведе профилакса. Тоа е веќе патолошка жолтица, така? Тоа е патолошка жолтица. Друга состојба каде што несовпаѓање на крвните групи, која што е почеста во клиничката пракса и која што ја гледаме и за која што нема превенција, можеби и затоа ја гледаме, и која што во голем процент нели ни ги води новороденчињата кон повторна хоспитализација на одделенијата заради појава на манифестна интензивна жолтица. А ние несовпаѓање во рамките на АБО крвногрупниот систем и тука потенцирам, значи мајка која што е нулта крвна група, новороденче која што е А, Б или АБ. Не обратно. Значи мајката е нулта, а новороденчето е само доколку мајката е нулта, бебето новороденчето е некоја различна крвна група. За среќа од анти-Д, односно оваа од РХ сензибилизацијата, оваа жолтица не предизвикува толку интензивно, односно не предизвикува не е со толку голем ризик за детето да ни направи компликации, за да треба да се спроведе сангвина трансфузија, за среќа, значи е поумерена, меѓутоа често бара третман со фототерапија
И често, особено доколку имаме неадекватно хранење, ни допринесува да тоа дете повторно има потреба да се хоспитализира на неонатално оделение во болница. Така што постојат и други крвногрупни несовпаѓања, меѓутоа се тие поретки. Да, ова е нешто што е најчесто, се јавува. И сакав да кажам дека ова од АБО крвногрупниот систем, тука немаме зголемен ризик ризикот е ист во сите бременности, значи немаме зголемен ризик во прва, втора, и за тука немаме адекватна профилакса, односно немаме нешто што е рутина да се следат тие антитела уште во тек на бременоста, па да ја знаеме што и како е. Како и да е кога имаме нулта мајка, кога имаме крвна група на дете која што е различна од нултата, особено доколку имаме фамилиарна историја за претходно дете кое што било третирано со фототерапија, тоа не е ризик дека тоа новороденче има потенцијал да развие патолошка жолтица и би требало исто така да го евалуираме. Веќе неколку пати до сега спомнавте фототерапијата, еве ние издвоивме неколку вистини или заблуди кои што се однесуваат, односно неколку дилеми кои што се однесуваат на начинот на третман. Ке појасните што од ова е точно, што не е точно, вели. На бебето треба да му се дава голема количина вода за билирубинот да се испере од телото. На бебето треба да му се даде шеќер за брзо да помине жолтицата. Бебето треба да се изложува на сонце за да не добие жолтици или побрзо да се елиминира билирубинот. Жолтицата кај бебињата е заразна болест, веќе ова последното го разјаснивте дека тоа не е така. Не е заразна болест, да, мислам дека сите што ме слушаат дека сватат дека ова се сосема поинакви механизми од оние кои што се хепатити од вирусна етиологија и кои што може да се случат во неонатална возраст, апсолутно не. Имаме и таму хепатити, меѓутоа тоа е нешто сосема друга патологија и нема врска со оваа неонатална жолтица. Значи дека е заразна, апсолутно не е заразна. Понатаму да започнеме со давање на голема количина вода за да се испере билирубинот кај физиолошката. Американскиот протокол од 2022 за водење на деца со неонатална хипербилирубинемија, односно со жолтица, и тоа за оние кои што се над 35 гестацијска недела па натака. Значи од оние доцна претермински до терминските новороденчиња, тоа е апдейтиран, односно обновен водич од 2022, значи нешто што е сосема ново, претходниот беше 15 години стар, вели дека додавање на вода и на декстрозни раствори нема апсолутно никаков ефект и не треба да се дава, и тоа е како она најака препорака, значи strong recommendation според највисокото ниво на докази. Секако Америчката академија за педиатрија вели дека не треба, врз основа на медицина базирана на докази, апсолутно не треба. Значи нити вода, нити раствори на декстроза, нити помагаат за превенција на жолтицата, нити пак го намалуваат нивото на билирубинот. Пред да продолжиме понатаму, да го вклучиме гледачот, да му дадеме предност, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Да, добар ден. Сакам да прашам за моето внуче. Мајката е ЕРХ позитивна, таткото е ЕРХ негативен. Меѓутоа имаше пролонгирана жолтица подолго време до 3,5 месеци. Беше на фототерапија. И сега само сака да ципа. Во колку не ципа плаче. Така, дилемата ви е... На што се должи ваквата состојба? Вака, дали вие осеќате промена дека детето беше поинтензивно жолто, а дека жолтицата постепено се намалува како што поминуваат месеците? Да, но траеше до 3,5 месеци. Да, во одредени случаи трае до 3 и повеќе, ние до 2 месеци велиме, меѓутоа и повеќе. Вака, што ме мајката ЕРХ позитивна, тогаш немаме ризик за појава на патолошка жолтица кај ова новороденче, и тој ризик за патолошка е раната појава на жолтица, значи уште во првата недела од жолтицата. Сега нешто што не знам дали е исследено додека детето со оглед на тоа што е продолжено жолто, е дали е одреден билирубинот, затоа што по сите протоколи секоја жолтица која што трае повеќе од 2 недели треба да се направи барем една лабораториска контрола, значи да се одреди нивото на билирубин. И да се одредат, целта на тоа е да се одредат фракциите, значи да се види која фракција на билирубинот доминира, дали е тоа индиректната или е директната. Доколку е индиректната, дали е направено тоа кај вашето детенце? Да, направено е. Направено е, тие... Индиректниот беше на 350, 40, така, 340. На која возраст е тоа? Сега ќе прави 6 месеци. Е висок билирубин, затоа прашувам на која возраст. Тоа не е вообичаено. Кога е направен тој? Тоа беше, значи, во почеткот кога се јави жолтицата. Да.
Дали негдека во третата недела е направен билирубин? Да, беа нешто подолу параметрите. Подолу беа, веројатно се И тие гама виде. ГТ беше исто покачено. Што беше? Ало? Што беше покачено? Споменавте уште нешто што било покачено. И гама ГТ и тоа го среќаваме во одредена возраст. Беше покачен и добивме дозвола да се имунизира детето нормално од лекарите. Така. Меѓутоа сега добро напредува, супер е, меѓутоа само сака да цица и се уште е на доење. Така. Добро. Ова е голема дилема и ке бабите кога станува збор за доењето. Да, можете да детето, појасните. ова е веројатно и педијатар ги има видено тие резултати, проценил дека е тоа пролонгирана индиректна хипербилирубинемија, дека нема некој фактор кој што предизвикува патологија, детето е на доење, сигурно добро напредува, чим нонстоп сака да биде доено, значи, така што веројатно е ова жолтица од мајчино млеко која што има пролонгиран тек во одредени случаи. Сепак, нели, доколку и понатака се појават интензивни симптоми, секако би барале и друга патологија. Меѓутоа, претпоставувам дека што ме на доење, напредува детето добро, направена е лабораториска проценка на билирубините негдека во третата недела постнатална од животот, како што е по протокол. Тие се резултати прегледани, имунизирано е детето, не е проценето дека има некаква во основа патологија. Може да продолжате да го дојат? Апсолутно, да. До 6 месеци ништо не му треба на детето, ексклузивно доење до 6 месеци. Доволно е, нема потреба ни вода? Нема потреба ни вода, не, освен ако нема температура, ако нема знаци за дехидрација или ако не е екстремно жешко. Добре што тоа го појаснивме. Еве сега ќе разјасниме уште нешто што е чиста практика на овие простори кога станува збор за бебињата. Порано, нели, нашите баби знаеле бебињата да ги изнесат на сонце за да спречат појава на жолтица. Има убедување дека изложувањето на сонце дури може и да ги намали симптомите на жолтица, односно таа побрзо да се повлече. Тоа не е една од дилемите што треба да бидат разјаснети. Дали има вистина во тоа? Изложувањето на сонце, фототерапијата се базира на изложување на одреден дел на одредена зона, спектар, со одредена бранова должина, каде што ние имаме ефект на тој билирубинот. Сега со тоа сончење, тоа кај потешка билирубинемија нема да помогне. Во превенцијата исто така нема да помогне, инаку знам дека постои некоја таква практика и дека тоа е застанато дури преку прозорец. Преку прозорец, дека ќе си го сончаат и дека сметаат дека со тоа ќе се спречи нешто. Може кај една умерена физиолошка жолтица која што може и сама од себе да помине. Значи без оглед на тоа на сончањето преку прозорец не може да не е тоа директен ефект на сонцето. Значи физиолошката жолтица сама од себе поминува. Таа е умерена жолтица која што нити се третира, нити се испитува и која што поминува во првата недела. Така што тука и да го ставате и да не го ставате вие на сонце, нема да превенирате, а тоа самото ќе помине. А кај поизразита жолтица, сончењето на сонце нема да помогне. Има во современите држави фототерапија за дома. Фототерапијата. Така, каков ефект има фототерапијата кога станува збор за неонатална жолтица? Колку време по зрачењето со фототерапија треба се повлече жолтицата? Фототерапијата има ефект. Фототерапијата се базира на тоа што ние изложуваме кожата на новороденчето на одредена зона, сино-зелена зона од спектарот со одредена бранова должина која што го разградува билирубинот во кожата на хидросолубилни, односно на молекули растворливи во вода кои што не се токсични, кои што можат лесно да се екскретираат најмногу преку урината и кои што не ја поминуваат крвно-мозочната бариера. Тоа е принципот и тоа е зошто фототерапијата е првиот тераписки модалитет кај неонаталните жолтици. Фототерапиите треба да се соодветни, треба да емитираат адекватна светлина, да немаат поминато часови колку што повеќе од она што е пропишано од страна на производителот или да се сервисирани, затоа што многу често ние и од другите породилишта имаме спроведувана 2-3 дена, а нема никаков ефект на билирубинот, значи и тоа е важно да се тие многу ефикасни, да се ракува со нив според упатството на производителот. Потребно е новороденчето да биде експонирано на таа фототерапија што е можно повеќе, неговата површина, дури мислам целото да биде голо со адекватна заштита на очите и да биде блиску до тие фотолампи. Сега имаме модерни фотолампи кои што навистина се ефикасни и се смета дека тие почнуваат, односно дека имаат ефект веќе 10 до 15 минути.
од кога ќе се изложи новороденчето на фототерапијата, веќе 10 до 15 минути доколку го проверите билирубинот и не мора да се боцка со оние неинвазивни биличек апарати, ќе се види дека тој почнува да се намалува. Од што зависи со кое темпо ќе се повлекува жолтицата кај бебето? Предпоставам дека родителите ве прашуваат кога ќе дојде ќе биде хоспитализирано новороденче и ќе биде изложено на фототерапија. На жолтицата. Прво и основно. Доколку ние имаме една жолтица која што е патолошка. Секоја жолтица, односно да разјаснам, секоја жолтица која што се третира со фототерапија, таа е патолошка. Само физиолошката не се третира со ништо. Не се испитува, не се третира, таа е умерена и поминува во првата недела. И затоа, велиме, во неонатална возраст има физиолошка жолтица. Ексклузивно во неонатална возраст ние имаме нешто што е физиологија. Во ниту една друга возрастна група некој да пожолти не е нормално. Меѓутоа, тоа се разликува од патолошката жолтица прво по времето на појавување, значи после третиот ден, интензивна е некаде, најинтензивна од третиот до петиот ден и поминува постепено после првата недела, односно до 14 дена, велиме, кај терминските до 21 ден кај претерминските новороденчиња. Основно е, значи, времето која што се појавува и основно е интензитетот. Доколку е таа умерена жолтица, тогаш никому ништо, го следиме тоа дете само да почне да се храни адекватно, за да не направиме, нели, дополнително со таа ентерохепатична циркулација, неадекватен внес на млеко, да од физиолошка настане интензивна, која што ќе бара понатаму хоспитализација и третман со фототерапија. Доколку имаме таква ситуација, имаме една дехидрација, во тој случај веројатно дека со брза интервенција, со адекватно хидрирање, со помош на мајката и со адаптација на детето, односно додавање на измолзено млеко или во крајна инстанца на адаптирано, ние тоа ќе го надминеме брзо, за 2-3 дена и тогаш и си одат многу брзо. Во одредени случаи, доколку имаме фактор кој што ни предизвикува зголемена понуда на билирубин, односно доколку оваа жолтица ни е предизвикана од состојба која што води кон интензивен распад на еритроцитите. Ние тука не може да постигнеме, нити со метаболизмот на хепарот може да постигне, нити па фототерапија. И тогаш имаме неуспех на фототерапијата во одредени случаи. За среќа ретко, меѓутоа имаме во одредени случаи да. Ќе ве прашам што со тие бебиња веднаш откако ќе го вклучиме гледачот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Повелете. Сакам да прашам, нашето новороденче е 5 дена. Така. После третиот бевме испишани и вчера некаде се појави жолтица. Трети. 5 дена. Билирубинот беше 179 кон испуштија, а сега денесеве е 300. Мајката беше исто нулта негативна, а бебето е апозитивно. Вака, уште нешто јас да ве допрашам само, дали е прво детенце на мајката, дали? Прво, дали во тек на бременоста следеше титар на антитела? Да. На трансфузиологија и тоа беше добро и прими профилакса, така? Да. Како што одат протоколите. Уште едно прашање, дали како се храни овие 2 дена од кога сте дома? Го дои се. И дали имаше пат во тежина кога го измерија? Да? Да. Сега само 10 грама од исписната. Да. Тоа е тоа што зборувавме. Значи тука имаме фактор, можеби да, и несовпаѓањето на крвните групи, меѓутоа и адаптацијата е ова. Сите овие деца со 3 дена и со 170 билирубин испишани од породилиште треба наредниот ден да се посетат или на педијатар или од патронажна служба и да се процени исхраната притежна. Добро, еве кога бебето го доиме, како да знаеме дали тоа цица доволно? Тоа е една вечна дилема. Да, вечна дилема. Вака, има неколку работи кои што ние ги советуваме. Еве ова бебе, што би се препорачало колку треба мајката, значи да првично да види она да го слушне ритмично смукање, голтање кај детето. Понатака ги следиме бројот на столиците. Ја гледаме неговата будност и активност на детенцето, затоа што ова со 300 билирубин веќе ќе стане поспано.
И што во тие моменти кога ќе спие и не видите, сака ако да е 300 цица? и нешто билирубинот, тоа е за рехоспитализација. Затоа што тука треба да се помогне пред се со адаптацијата. Друго, имаме пад во тежина во однос на исписната, значи треба да се постави и на малку хидрација интравенска и да се постави на фототерапија за да се помогне тој билирубин да се намали. Тоа ќе оди брзо, меѓутоа основна ни е тука адаптацијата на детенцето. Така да тоа е за не знам од каде се, меѓутоа тоа доколку има 300 билирубин тотален, тоа е за рехоспитализација, значи за да се прими на неонатално оделение и да се види што и како, основно да и се помогне на мајката во процесот на адаптација и на правилна исхрана на детето. Инаку како ќе следиме, нели, тоа е ритмично смулкање, голтање кај новороденчето, значи, дали ја празни градата, дали после хранењето 2,5 сати барем мирно спие, каква е столицата на новороденчето и каква е неговата активност. Значи треба да се бројат и измочкани и скакани пелени? Апсолутно, да, и тоа има, нели, колку во првите денови, колку после 5 дена на 3 часа треба да имаме една измокрена пелена. После столицата веќе треба да е поминати се оној период на преодна столица и адаптацијата во првата недела кај термински новородени би требало да биде завршена адекватно, па да имаме една жолто-златна столица кај новороденчето. И нели доколку најдобро е да се измери. На тој начин да се следи напредокот на и тоа треба да бидат сите овие новороденчиња и американскиот протокол од американскиот протокол од Америчка академија за педиатрија вели тие 1 до 2 дена по исписот од породилиште да бидат прегледани, било од патронажна служба, било од педиатар. Основно е тука проценката на исхраната и нели развојот на жолтица, затоа што тоа ќе стане поспано и до наредниот ден ќе стане 400 билирубинот. А веќе 400 билирубин не е висок билирубин. И тоа не е така беззалесно. А што е со бебињата што споменавте, што имаат патолошка жолтица и кај кои што не може да помогне ништо од она што се спроведува? Патолошка жолтица, да, патолошка жолтица има неколку форми на патолошка жолтица, меѓутоа да се задржиме сега на таму каде што фототерапијата не е неуспешен третман, односно немаме успех на терапијата со сончење, нешто го. Инаку патолошка жолтица по дефиниција е жолтица која што се појавува во првите 48 часа, жолтица која што се појавува во независно кој период, значи може и во периодот кога е физиолошката жолтица, но е изразито интензивна, и жолтица која што е пролонгирана. И нели настрана ја тргам се она жолтица каде што имаме пораст на директната билирубинска фракција. Овие три типови ни се на патолошка жолтица кои што бараат исследувања и кои што бараат третман. Првата линија ни е фототерапијата, меѓутоа во одредени случаи, тоа е најчесто кога имаме изразита сензибилизација од крвно-групно несовпаѓање, значи тогаш имаме толку голем број на антитела од циркулацијата на мајката кои што ги обложуваат феталните еритроцити, кои што прават нивен распад. Така што со ниту еден тераписки протокол не може тоа да го менаџираме. Значи со фототерапијата да, меѓутоа тука имаме толкова голема понуда на билирубин што и оние интензивни протоколи за фототерапија, а интензивните протоколи значат нон-стоп сончење на детето, дури да не се земани за хранење, во одредени случаи тие се хранат и со сонда, само за да биде нон-стоп на лампа, и на 3-4 лампи, значи тоа е предвидено во протоколите за интензивна. Како изгледа тоа, имаме неколку фотографии. Тоа е како во солариум. Тоа е со интензивна фототерапија, со блиска поставеност на лампата. А дали таа може да предизвика некакви проблеми фототерапијата? Фототерапијата ретко дава проблеми кај новороденчињата. Може да даде прегревање, може да даде исип, може да даде потечни столици, може да даде дехидрација. Меѓутоа, овие нови LED лампи обично и не емитираат топлина, така што само спроведуваат третман со таа зона на спектарот кој што е неопходна за да се разгради билирубинот. Тој третман со течности го балансираме, инаку фототерапијата ретко дава нели несакани ефекти. Се заштитуваат очите за да не настане надразнување на корнеата. Може да даде исип, може да даде нешто потечни столици и хипертермија и дехидратација е исклучително ретко.
Кога немаме успех, односно кога, кажав, имаме толкова голема понуда на билирубин кој што не може да се метаболизира нити во хепарот, нити во интестиналниот систем, нити пак во кожата со помош на фототерапијата, во тој случај нели индицирани ни се некои од другите тераписки модалитети. Втората тераписка линија ни се промена на крвта, односно изведување на ексангвина трансфузија, која што ретко ја изведуваме за разлика од порано, меѓутоа во одредени ситуации кога е пак има индикација за такво нешто, која што за разлика од нели фототерапијата е инвазивна процедура, комплицирана, една од најкомплицираните во неонатологијата и која што може да заврши може да направи компликации, меѓутоа сериозни компликации, меѓутоа и високата билирубинемија ќе направи компликации кај тоа дете, така да тука имаме секако индикација. Постојат и други тераписки модалитети кои што ние ги применуваме во нашата пракса. И заради тоа можеби имаме намалена инциденца на изведување на овие ексангвина трансфузии кои што порано биле навистина чести. Порано се правеле по 2 во едно деноноќие, сега ние правиме 2 годишно. Мислам тоа се должи пред се на превентивните програми, пред се на адекватната фототерапија и адекватната проценка на ризици во породилиштата. И давањето на интравенски имуноглобулини кои што го спроведуваме ние од 2015 година согласно со излезените позитивни публикации дека во одредени случаи може тоа да помогне кога имаме имуна хемолиза како причина за таа патолошка жолтица. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден за уште еден гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Може да разговарам? Да, секако ве слушаме, повелете. Сакам мака да прашам, пошто чекам приномо, ама пошто мајката бремена прима клексани. Па дали е сега нешто ова стално сите бремени скоро клексани, дали влијае нешто на бебето, нешто не знам, многу е нешто чудно. Сега секоја бремена жена прима клексани. Така, и сега ви имате дилема дали може да дојде до некаков проблем кај бебето. Ви благодарам за вклучувањето во програмата. Да ви разјаснам, апсолутно нема за што да се грижите. Значи, обично стравуваат. Да, таа антикоагулантна терапија ја дава акушерот по индикација врз основа на тој што ќе процени. Дали имаме хиперкоагулабилност, дали имаме проценка на патолошки протоци или дефекти на плацентата и така натаму, тука не навлегувам. Меѓутоа факт е дека еден голем дел од бремените жени примаат ваква антикоагулантна терапија, која што акушерот си знае во кој момент треба да ја исклучи за да не предизвика пролонгирани крварења кај мајката, а која што нема никаков ефект од новороденчето понатака. И моето последно прашање за денеска се однесува на мајките кои што сакат што поскоро да излезат од болница со нивното бебе и кои што некогаш брзаат и велат дека ете во домот ќе внимаваат како ќе тече. И го сончат на сонце. Што велите за сето ова? Јас нели сугерирам да не се прави нешто што не го одобрува неонатологот во породилиштата, доколку они проценат дека има потреба новороденчето да остане подолго, да не се противат мајките, затоа што во еден голем процент имаме родилки, односно мајки со новороденчиња кои што се испишени на раѓање, а после за било каков некој проблем не можат да се справат дома и доаѓаат нели на преглед во ургентни амбуланти каде што има секаква патологија, испаничени и каде што има секаква патологија и акутни инфективни болести и поголеми деца и така натаму, значи го изложувате детето на непотребни ризици и опасности. И многу често па има потреба и од рехоспитализација, значи оптимално би било и 3 дена да се задржат во породилиште после спонтано раѓање и после 5 дена, за да тој период и на адаптација биде под надзор, доколку нема услови за такво нешто, затоа што многу често има преоптеретеност и има притисок за да тие се испишат со понавршени 48 сати, секако нели би требало во тек на 1 до 2 дена да бидат прегледани. И мајките да дојат. И мајките да дојат, апсолутно да. Тоа неколку пати го потенцирав. Ви благодарам за денешното гостување во магазинот за родителство 0+ месеци за прекрасните појаснувања поврзани со оваа тема. Ви благодарам за поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.